Инвестиции во зелена економија за поголем извоз и конкурентност на европскиот пазар. Македонското стопанство е пред предизвик да се прилагоди на еколошките стандарди, кои во наредните години ќе станат услов за поголемо присуство на пазарите на Европската унија. Така наречениот зелен договор кој веќе е на сила во Европската унија за домашното стопанство, значи обврска за инвестиции. За полесно и побрзо да се прилагодиме на потребните стандарди, државата за прв пат обезбедува грантова поддршка во износ од 25 милиони евра. Парите се добре дојдени, особено ако се имаат во предвид апелите на бизнис заедницата, која низ годините бараше конкретна поддршка за ова. Многу пати од страна на Сојуз на стопански комори, јас како претседател сум истакнал дека грантовите шеми се особено значајни во однос на инвестирањето на самите компании. Сигурен сум и постојат компании кои што апсолутно ќе може да ги абсорбираат овие средства, кои што апсолутно ќе инвестираат во насока на зелената трансформација. Добар дел од компаниите веќе и тоа го прават самостојно. Така да ова ќе представува еден вид катализатор кој што ќе овозможи уште посилни инвестиции, уште поголема продуктивност, уште поголема стандардизација и конкурентност на самите компании. Значи, постојат компании, ќе се случува тоа и потребно е само повеќе да има вакви грантови шеми, односно вакви линии, финансиски линии кои што ќе овозможат да се случува тоа. Дел од стопанствениците сметаат дека е потребно да се работи на вмрежување на државните институции со стопанските комори и сите релевантни чинители за подобри резултати. Верувам дека со аплицирање и со воведување на такви стандарди секако дека ќе се отворат вратите за европските пазари, бидејќи знаете таму има многу високи стандарди во тој дел и секако дека доколку не се настроиме кон зголемување на извоз, мислам дека економијата нема да види, да кажеме, некој прогрес кој што би требало да го имаме, споредбено со растот кој што го гледаме во државите во регионот. За поголема ефикасност од коморите сметаат дека се потребни механизми за следење на поддршката. Нашиот став е да има вакви средства и уште од другите институции, како што е, например, Законот за финансиска поддршка на инвестиции, но сепак да има механизми кои што ќе овозможат институциите, но и стопанските комори, зошто не, да имат пристап до информациите колку и кој е ефектот на тие средства, се со цел да се подобриме во таа насока, да бидеме што поефикасни со трошењето на јавните буџетски средства. Ваков тип на државна поддршка имало и во минатото, но со многу помал обем. За прв пат со овие средства се опфаќаат речиси сите сегменти во работењето на компаниите, од намалување на еглеродниот отпечаток преку зголемување на продуктивноста до обезбедување мерливи и проверливи податоци за исполнување на стандардите за одржливост.